Неколку возачи доцна попладнево пред собранието беа нападнати од демонстрантите. 20 граѓани кои протестираа пред законодавниот дом почнаа да упатуваат вербални закани, но и почнаа да удираат по возилата кои во тој момент минуваа на улицата, која не беше затворена за сообраќај. По случката и полицијата која беше присутна пред собранието и чија задача беше да го обезбедува протестот, мораше да реагира и да ги смирува демонстрантите кои без никаква причина беа гневни на возачите и со пцовки се нафрлија на нив и нивните возила. Филип Петровски, како еден од најгласните против договорот со Грција и учесник во протестите кои се организираат пред собранието и тоа во првите редови, вели дека не го оправдува ова однесување и дека ова не е начин за решавање на проблемите. Ова е намерна провокација од полицијата. Сега ќе ви кажам зошто. Од која полиција сега? Ама дозволете да ви кажам моје мислење. Значи, ако полицијата сака да го обезбеди просторот, како што го обезбедува просторот кога идеме, например, кај Василевски во Охрид, кај Арнаудов, кога бевме кај Бети Канчевска, Милевска. Значи, они го обезбедуваат во два прстена од 300 до 500 метри. Овде за колата да дојде пред собрание требала да биде пуштена кај Палома Бјанка. Некој ги пуштил намерно за да дојде до судир. Според мене, треба цел народ да се најде на улица. Ова е една од 80 фракции? Ова е една, не е фракција тоа се една од организациите кои што се таму, тие се таму со шатори проти собранието и се присутни 24 часа. Веќе извесен период граѓаните на социјалните мрежи изразуваат револт од блокирањето на еден од најфреквентните булевари во центарот на градот. Граѓаните негодуваат дека постојано во часовите кога има најголем сообраќаен метеж, заради 20 некогаш ниту толку демонстранти се блокира улицата пред собранието. Се очекува Министерството за внатрешни работи да работи на решавање на овој случај, а за лицата кои ги нападнаа возачите да биде покрената соодветна постапка.